Членството во ЕУ и НАТО гарантира раст на економијата во Македонија. Со самото членување во НАТО, првиот и најважен чекор е стабилноста. Секој странски инвеститор бара стабилна средина за да ги инвестира своите средства. Со тоа ќе дојдат нови инвестиции, ќе се отворат нови работни места, ќе се зголемат платите, ќе се направи еден нов инвестициски циклус во Македонија кој ќе придонесе пред се зголемување на платите, зголемување на животниот стандард, зголемување на домашниот бруто производ, со тоа ќе почне да заживеува економијата во Македонија. Членувањето во ЕУ од друга страна ни гарантира веќе нов пазар, над 500 милионски пазар, кај што ќе ги пласираме нашите производи, за да бидеме поконкурентни, ни се отворени фондови. Значи имаме фондови, инвестицијски фондови со над 30 милиони евра годишно за помагање на бизнисите. Имаме над 15-16 милиона евра годишно за инфраструктура, значи ќе се градат патишта, ќе се градат железници, ќе се градат нови училишта. Тоа е циклус кој ќе го зафати пред се економијата, а многу брзо ќе рефлектира и во образованието, па мислам дека и во правниот сегмент. Не смееме да ги занемариме показателите кои ни ги покажуваат соседите. Значи една Албанија, една Романија, една Бугарија. Албанија само со влезот во НАТО покажа страшен раст на нивните просечни плати, на нивните најниски плати, на нивните најниски пензии. Ти имаат дуплирање на приходите. Во Бугарија и во Романија да не ги споредуваме, од најминимални и примања и плати и пензии стигнаа до едно ниво за нас во некој во пензискиот дел во основната плата се пута два од некои кај нас приматели на приходи. Така да сите тие бројки покажуваат дека ЕУ и НАТО е за нас единствена алтернатива за брз економски развој.